Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештајот за Македонија на известувачот европратеникот Томас Вајц со 40 гласови за и 19 против. На гласањето му предходеше устен амандман кој дојде од најголемата пратеничка група во Европскиот парламент, Европските народни партии, кои се сестрински партии на ВМРО ДПМН, а во чие име го поднесе координаторот на пратеничката група, германскиот европратеник Михаел Галер. On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which concerns compromises 1 and 10, and it is simply to add the word modern at 4 places, modern, so that it would read modern Macedonian language and identity. Предлогот на Галер не помина бидејќи на него се спротивставија 6 пратеници од групата Патриоти, но тој најави дека истиот амандман ќе биде предложен и на пленарната седница на Европскиот парламент, која треба да се одржи во јули, за кој се согласиле 4 групи во парламентот. Just as information, I would like to inform the committee that there is an understanding between EPP, SD, Renew and Greens to table an identical amendment for the plenary. Известувачот за Македонија, европратеникот Томас Вајц, пак по усвојувањето во писмена изјава напиша дека е горд на целата напорна работа која била вложена во изнаоѓање на компромис. Денес го усвоивме првиот извештај за земјата по 2022 година во Комитетот за надворешни работи. Горд сум на целата напорна работа што беше вложена во наоѓањето компромиси за да можеме да го донесеме овој добро избалансиран извештај со широко политичко мнозинство. Европската Унија мора да остане обединета со своите соседи во предизвикувачкиот геополитички пејсаж со кој се соочуваме. Северна Македонија припаѓа во Европската Унија. По 20 години преговори мора да го одржиме моменталниот добар моментум за понатамошно унапредување на процесот на проширување. Еден од компромисните амандмани на член 2 од извештајот, како што објави Дојче Веле, се однесува на признавање и почитување на македонскиот јазик и идентитет. Ја потврдува важноста на недвосмисленото признавање и почитување на македонскиот јазик и идентитет како составен дел од наследството на нацијата, уставниот поредок, но и од европските вредности. Забележува дека европските институции во своите извештаи за земјите и официјални документи постојано се повикуваат на македонскиот јазик во согласно со меѓународното признавање и спроведувањето на Преспанскиот договор. Потврдува дека почитувањето на јазичниот, културниот и националниот идентитет е фундаментална компонента на процесот на пристапување во Европската Унија и камен темелник на демократските општества, што дополнително ќе се потврди со пристапувањето во семејството на европските нации. Гласањето за извештајот инаку помина во затегната атмосфера во која председавачот со комитетот Девид Мекалистер потсети дека минатата година не беше усвоен извештајот за Македонија и оти се надева дека тоа ќе се случи денеска, бидејќи на Европскиот парламент, како што рече, му е потребна позиција по прашањето на пристапувањето на сите земји кандидати. Мекалистер при тоа повика извештајот на Вајц да се поддржи без изменети формулации и ги осуди нападите врз известувачот во изминатите недели во кои тој беше обвинуван за пристрасност и дека лошо е сработил својата работа. По изгласувањето на извештајот, бугарскиот европратеник Ивајло Валчев реагираше бурно. After the meeting, I will have a minority position that will be presented to you. Thank you. Инаку во извештајот на Вајц за Македонија и се дава целосна поддршка на земјава за незините евроинтеграции, но и се бара усвојување на уставните измени со охрабрување на политичките партии на конструктивен диалог за постигнување консензус за потребните уставни амандмани. Во делот на функционирање на демократските институции пак се нотира голема политичка поларизација во земјата, потреби од измени на изборниот законник, подобрување на мерките за финансирање на политичките партии и нивните кампањи, пред се транспарентноста, почитување на принципот на заслуги во јавната администрација и транспарентност при вработување во неа. Во извештајот на Вајц се нотира и загриженост за влошување на следењето на корупцијата, посочувајќи дека е причина за тоа се измените на кривичниот законник, а се забележува и дека останува ниската доверба во судството. Вајц, кој доаѓа од групата на зелените во Европскиот парламент, во извештајот за Македонија и бара земјата да преземе итни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот.